извршен директор на Националната галерија на Македонија, историчар на уметност, Евтим Клетников, писател и ликовен критичар, и уметникот Новица Трајковски. Почитуван градоначалнику, почитувани присутни, почитуван Новица Трајковски, јас би сакала во моје лично име, како предсе пријател и познавач на творештвото на уметникот Новица Трајковски, навистина вечерва да се заблагодарам на поканата како на општината Илинден, така и на неговата лична покана да вечерва проговорам неколку збора околу неговото уметничко творештво. Новица Трајковски навистина е еден многу интересен современ македонски автор, чието творештво имав можност на неколку пати да го прикажеме пред се во Националната галерија на Македонија и во нашите соседни држави, така да со една значена ретроспектива на која што вечерва имате можност да присуствувате пред неговите преубави платна, значи каде што не плени со својата еве да кажам божествена љубов, нели не предизвикува да уживаме во неговите преубави творби. Јас навистина би сакала да кажам дека сум импресионирана пред галерискиот простор што вечерва имам за прв пат можност да го видам и посакувам и во иднина општината Илинден да организира повеќе вакви изложби и верувам дека соработката со нашата институција, со Националната галерија на Македонија ќе започне, ќе продолжи и верувам дека понатаму ќе можеме да во овој галериски простор да го освежувате, да кажам, во иднина со целата на палета од современи македонски автори што творат во моментот во нашата држава и воедно да се прикаже она што тие го творат. Јас немам многу да говорам, сликите на Новица го кажуваат она што авторот сака да ни го доближи пред се до сите нас вечерва присутни. Ке се заблагодарам уште еднаш на поканата и на професорот Клетников ке препуштам да говори повеќе за неговото дело. Благодарам. Натаму сакаме наши уметници да ни владеат, да ни докажат многу љубов према нас. Благодарам. Почитувам градоначалниче, господин Стојановски, дами и господа, драги Новица, да ви го честитам пред се право ова прекрасно здание, овој дом на културата и мислам дека со вистинска личност го отварате и ви посакувам и понатаму да имате такви великолепни представи овде. За мене сега една може би од двете-трите најхубави галерии што сум видел во Македонија. Иако пропаст. Мислам дека тоа ќе биде магнет за наши уметници, бидејќи еве како што докажуват Илинден не е периферија, еве равноправно се носи со дека е органски дел на овај град. Има богат културен ритм. Што да кажем за Новица Трајковски, мој драг пријател и сликар, еден од моите најомилени сликари. Одамна се дружам со неговото сликарство и многу ми е близко, бидејќи да кажем близко и до мојата поезија. Јас исто така создавам некој сличен свет, само во друг медиум во поезијата. Ова изложба со овај прекрасен ангел што е овде, ова ремегел за мене слика, носи наслов Божествена љубов. Јас би почнал со Леонардо да Винчи, големиот, кој вели на едно место: кога гледаме слики, треба да се запрашаме што сака да каже душата на сликата или душата на мотивот и уште нешто. Негова дефиниција за сликарството, дека сликарството е свечено за окото. Што сака да каже душата за сликата, вели, а не што сака да каже сликата, што сака да каже уметникот или поетот, што значи, Леонардо да Винчи веднаш не упатува на тоа дека уметничкото дело треба да има душа. Треба да говори, затоа и модерната филозофија го употребуваат поимот онтологија на нешто, душа на нешто, на предмет. Значи, сликата, уметничкиот производ, ако нема душа, да не говори ништо. А сликите на Новица Трајковски се изобилно полни со душа. Ти излегуваат од душата, излегуваат во неа. Исто така,
Сега ми доаѓат на така спонтано во свеста автори кои се блиски со изреките до тоа, да речеме Карл Јасперс, еден од врвните филозофи на денешницава кој ја истражува уметноста, вели дека уметноста е шифра на душата. Тоа е шифрирани пораки на душата, или Хајдегер што вели ракопис на битието. Тако е сликарството на Новица Трајковски и тоа е сликарство кое е пар екселанс символистичко. Јас директно ќе го одредам како е тоа. Јовица Трајковски е еден, ако не нашиот, мислам и дека е нашиот најдобар символист. Што значи символизам? Символизам сите знаеме дека ништо за човекот што е символист во светот не е обично. Секој нешто е символ на нешто, символ на некоја идеја, на некоја визија, како што си неговите слики. Естествена атмосфера, како што е и наслов со естествена љубов. И они инсистираат на мистичност. Ними е близко религиозното сликарство. И овде има религиозни термини, но тоа не е религиозно. Имено секоја слика на Новица содржи така една субстанца, религиозна во најубавата смисла на тој поим. Тие слики се за мене слики како одсонувани. Јас би сега направил една дигресија, сега ми иде на ум со еден сјаен поет кој јас многу го сакам од раните англиски романтичари, Колрич се вика, го сметаат некои како предходник на Фройд, бидејќи ги запишува соништата, а поетите се предходници на многу нешто, духива науката, иако ги сметат некои дека се не тоа. Сакам да кажам, Колрич има една песна што се вика Кубла и Кан, таа песна е во сите антологии на светската поезија. Не можете да најдете една антологија во која Асалнича се вели добра, во која не е таа песна. Он кажува како ја напишал таа песна. Една ноќ зимска, кога паѓало многу снег, он спиел длабок сон и едноставно ја сонувал таа песна. Таа песна според неговите записи изнесувала околу 360 стиха, но од неа постојат само 55 или 6, сега не сум толку точно сигурен, но не е важно зошто. Кога станал он од сонот, почнал прескавично да ја запишува. Песната од сонот, и тоа е во рими, во метрика, не е така слободен надреалистички стих, што на он, то на друг. И негде кај 55-тиот стих некој гостин дали барал вода, што затрпал на врата, чупнал и сето натаму се сруши. Нешто слично има и кај новите. Јас мислам дека тие стихи не се дел, повеќе се дел од сонот, отколку од јавето. Кога ги сонува, како ги сонува и што сонува, зборува тие слики, тоа е тајна. Треба да кажам после сето. Треба да кажам тоа сум јас, ама јас не сум тоа е Господ. Тоа е Он и сите ние овде присутните, што и да правиме, што и да кажуваме, е повторно тој. Се што ни е дадено од Него, се разбира слика е преку мене и за вас. И затоа сте доведени тука и поведете, разгледајте ги. Од мене толку. Просто както не можел да зборувам до безкрај и да разкажувам, ама сето тоа би било само повторување на она што е веќе насликано. И ова не е крајот, ова е само почетокот на она што следува. Сето она до сега што беше еден вид предскажување на она што треба да биде. Со наредната изложба ќе го видите, тоа наредната изложба ќе биде во Македонската академија на науките. И тука се поместени неколку слики од таа изложба. Последната слика што е подпишана е Снежниот ангел и таа треба да навести многу работа. Преку неја ќе видите многу нешта што ќе се случуваат. Не само кај нас, но и пошироко.
намерно не го спомнав градоначалникот, затоа што... Добре. Се подразбира, другите да ќе го кажат. Поведете се. Јас сега ќе ве поканам да ја разгледате божествената љубов на нашиот уметник Нубица Трајковски, а во истовремено да уживате во музиката на солистката Девана Георгиевска, со пијано придружба Јасна Аврамовска, со следните композиции: Стар мајстор Перкулези, Арија Хендел Риналдо и Кози Фантута. Исто така и со Весна Стануевска, која што ќе ни се представи на инструментот харфа, како и со Елизабета Мицева виолончело. А по завршувањето на овој дел ќе ве поканам на горниот спрат во салата за представи, каде што ќе се одржи хумористичната представа. Повелете.